Пратениците Драган Ковачки и Зоран Коцевски од ВМРО ДПМН и придружувани од председателот на Општинскиот комитет на партијата Мирче Стојков и председавачот на Советот на Општината Лазе Митев денеска го посетија манастирскиот комплекс Добра вода, каде се сретнаа со представници на црковниот одбор и со верници. Големиот манастирски собор го посети и градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, кој со домакините зборуваше за потребите за понатамошен развој на овој мощно посетен верски објект. Првиот човек на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кочани Мирче Стојков во оваа прилика пред медиумите изјави: Поради неспособноста и криминалната власт на СДСМ, граѓаните на општина Кочани дури и денес 2022 година ги чувствуваат на свој грб последиците од тие погубни политики. Предходната локална власт на СДСМ, предводена од Николчо Илиев, манипулираше дека буџетот на општината е во полна економска кондиција. Но всушност тие само манипулирале, а не домакинското работење го ставале под тепих далеку од очите на јавноста. Во 2019 година општината склучила договор со фирмата КОП Инженеринг за изградба на патот Крушка-Полаки. Изградбата на патот е завршена, квалитетот на асфалтот е спорен, а Николчо Илиев одлучил да не ги плати обврските кон фирмата КОП Инженеринг. Потоа изведувачот ја тужи општината и си ги бара средствата да им бидат платени според регулираната тендерска постапка. Неодамна на седницата на Совет дознаваме дека судскиот процес завршил со донесена пресуда во корист на КОП Инженеринг. Лошото менаџирање и неспособноста ја чини општина Кочани 4 милиони денари, пари кои треба сегашната локална власт да ги плати кон фирмата и кон судските инстанци во Република Македонија. Со тие 4 милиони денари во буџетот за 2022 година беа предвидени изградба на улици во селските средини, изградба на потпорни ѕидови и патишта во ромското маало, но сега граѓаните ќе треба да ги плаќаат грешките на неспособните од минатото. ВМРО ДПМН е партија на обичниот народ. ВМРО ДПМН постои за Македонија. На една страна обичните луѓе на нашата Македонија, а на другата страна неспособната елита од централната власт која мора да падне. Тој меѓу другото истакна дека граѓаните ќе ја казнат погубната политика на СДСМ, која доведе во презадолженост на државата и други кризни состојби кои паѓаат на гребот на граѓаните.